Како што најавив, ќе биде поврзана со здравјето, нашите навики, можеби нели дел од советите кои што би подразбирале поубав, поздрав начин на живот. Ова значи дека и вие ќе можете да се вклучите во разговорот, ќе ги отвориме телефонските линии, нормално да поставите прашања, да дадете мислење или коментар кој што ќе биде поврзан со нашата тема. Ми се чини дека речиси да не постои таков човек кој што во дадени моменти не добива нагла потреба да јаде нешто благо, да почувствува криза за блага храна, па поголемиот дел од нас претпоставувам и се одлучуваат да го направат тоа, но зошто доаѓа до вакви кризи кај нас, што тоа значи за нашиот организам, за нашето тело и за нашето здравје, ќе можете да дознаете доколку останете заедно со нас и го слушнете разговорот кој што следува. А драго ќе ми биде на оваа тема да зборувам со човекот кој што пред се самиот се грижи во голема мера за своето здравје, но негова цел е да биде инспирација и пример за останатите, за оние кои што исто така сакаат да водат здрав и активен начин на живот. Со нас во студиото е Јосиф Дамјанов, велнес советник и советник и ентузијаст. Да, за здрав и убав начин на живот. Јосиф, добар ден и добре дојде во Македонија денес. Добар ден, Јана. Фала ти за поканата и се надам дека овие 30 минути ќе дадеме доволно вредност за вашиве гледачи да можеби барем двајца, тројца од нив направат некоја промена и ги инспирираат овие разговори кои што ќе ги правиме денес. Со благо ќе завршиме денес како последното нешто од Македонија денес. Да, последно нешто од Македонија денес. Избравме, како што реков, таква тема која што речиси на секого му се случува една ваква ситуација. Да. Пред да ја отвориме, само сакам накратко околу овој здрав и активен начин на живот. Каква е сликата? Се менуваме ли генерално? Како се однесуваат младите по ова прашање? Сликата е дека во целиот свет се повеќе се посветува внимание на здрав начин на живот, физичка активност, здрава исхрана и така натаму. Каква е ситуацијата овде кај нас? Ти имаш една убава слика за сето тоа. Па да, значи у принцип ако ги гледаме бројките и статистики, се има порасти на двете страни. Тоа значи дека и самава индустрија фитнес, велнес, здрав начин на живот е индустрија која што постојано расте. Мислам, тоа не ни требаат бројки за да го приметиме, затоа што ти ако видиш денеска колку има, за разлика од пред 10 години, колку има фитнес центри и студија и локации на кои што може да се вежба конкретно, значи не знам за колку проценти, ама е премногу зголемен и тоа е супер. И сите тие луѓе на еден начин се глас на таа мисија која што значи поздрав и поактивен начин на живот. Од друга страна, се повеќе ако одиш во маркети, така денеска има рафт за здрава храна, порано го немало тоа. Ако видиш има продавници специјализирани за здрава храна, многу медиумски исто се зборува, така што свеста кај луѓето се менува. Тоа е добро, али од друга страна, па ако ги гледаме статистиките на оваа со неубави вести, тие се менуваат и се зголемуваат. И поразително е тоа што ако најдобар начин да погледнеш што ќе се случува за 5 до 10 години од сега е да видиш моменталната статистика кај децата, кај основци, а кај основци статистиката е поразителна. И тие работи и таа статистика има нагорен тренд од година во година. Зборуваме за тоа колку децата можеби имаат проблем со дебелината, колку имаат проблем со здравствени ситуации. Значи, вие ќе сретнете денеска дете под 14 години кој што е основец да има проблем со притисок, да има проблем со дијабет, да има проблем со триглицериди. Тоа се сериозни прашања кои што пред се родителите треба да си ги постават и да направат они промена, затоа што дете, како дете, нема пари да го наполни фриџидерот и висеките со храна и да си направи ручек. Туку едноставно учи од примерот кој што го гледа. Така да, знаеш, и мислам, од една страна се поразителни статистики, вели од друга страна се оптимистички. И има нагорен тренд. Се повеќе луѓе се интересираат за себе. Тоа е клучното прашање. Не за здрав начин на исхрана. Ниту па ја не сум заљубен у здрав начин на исхрана. Ја пред себе се сакам и ги правам работите кои што се потребни за да
си го одржувам своево тело Ете така. у добре состојба. Да го зачуваме телото и нашето здравје, затоа во секој случај дека мора да се интересираме, да бидеме информирани, но и да имаме одредена дисциплина за да можеме да ги примениме сите тие совети. Еве, затоа денеска малку повеќе совети што се однесуваат до потребата за благо, тие кризи кои што секој од нас ги почувствувал, и сега прашањето е кој и како реагира на истите. Но пред се за да ја отвориме оваа тема, зошто тоа ни се случува? Зашто доаѓа кај нас ете една таква потреба дека во одреден момент мораме било што благо да внесеме се со цел, барем така мислиме, ќе се чувствуваме подобро. Да, па види, значи, зошто, ако си ме прашала пред 7 години, ќе сум ти одговорил дека затоа што тоа е бидам моје среќен. секојдневие. Да, Да, и и значи секојдневие. повеќето од луѓето, зошто им се јавуваат кризите на благо, не им е доволно јасно, а и од друга страна, многу од луѓето сметаат дека не можам ја без тоа. Значи, ако ги прашаш, добро, зошто имаш 10 кила вишок? Затоа што ја не можам без благо, или затоа што не можам без тесто, или затоа што не можам без сокови, или не знам, грицки и така натаму. Значи, не се работи само конкретно за да ја имам проблем со благово. Прво, благото никогаш не е проблем, туку проблем е твојата потреба за благо или за брза енергија. А таа брза енергија денеска луѓето не мора да ја снабдуваат само преку благо, туку може да биде шекер во различни вкусови. Од типот, моите пороци биле грицки и кафе. Тоа било мојот извор на шекер и на таа брза енергија која телото едноставно ти Ја бара бара да во внесеш нешто. Кај некој е благо, кај повеќето, кај некој е сок, кај некој е енергетски пијалок, кај некој е тесто, солена варијанта на брз шекер. Така да тоа е различно и генерално ако одиме во сршта на заштото поради тоа што многу од нас изоставуваат да му дадат на телото на секојдневна основа доволно гориво. Значи, ако ја гледаме колата се знае кој е и горивото. Дека ако е дизел, не можеш да и ставиш бензин, не можеш да и ставиш вода, не можеш ништо да и ставиш во резерварот. Ние луѓето можеме да си ставиме во нашиот резервар и нешто што не ни е баш најдобро гориво и нема да застане таа кола веднаш откако го погрешиме горивото, но затоа постојат некои сигнали кои што покажуваат дека ставаш погрешно гориво. И потребата за благо, за шекер, за брза енергија е последица на неправилно или недоволно гориво за твоето тело. Значи, и ако ги гледаме како појава, тие појави се најчести во вториот дел од денот, попладне, затоа што многу од луѓето првиот дел од денот го користат за продуктивност, се трошат, без при тоа да надокнадуваат гориво, и у вториот дел од денот веќе телото е толку истоштено да мозокот, затоа што е свесен дека му е потребна брза енергија, мозокот секогаш ве насочува на такви некои извори кои што брзо ќе донесат шекер, гликоза во крвта, кој што е последниот тип на шекер прост кој што телото го користи за енергија. Во продолжение ќе објасниме што тоа ќе значи за организмот, но претходно да дадеме предност на нашиот гледач што сака да се вклучи во разговорот. Добар ден. Добар ден и убав среќен ден вам и на вашиот гостин. Благодариме, поздрав. А не е битно ја што ќе ставам, битно е конструкцијата на човекот. А ја која сум нервозна, тражам све само да јадам од нервоза. Дали е могуче тоа јас која сум нервозна не бирам што јадам. Немам исав на се. Само да ставам и за да можам нервозата да ја истурам во мене. Добро. Нека ми каже одошто може тоа да биде. И како можам ја со тоа да се справам со тие работи. Дали ја можам да го отргнам тоа од мене, тој порок од мене или не може. Толку ви благодарам, ама и унапред ви благодарам за одговорот, пријатно. Благодариме што не следите, голем поздрав и до вас. Ова секако беше едно од моите прашања, кога го планирав малку
подолу во текот на Да, разговорот. ама можеме Емоциите, различни емоционални состојби поврзани со типот на храна која што ја внесуваме, па најчесто Значи, благо. Ама тоа нели го има и низ информацији на интернет и сега дека благото е еден од најголемите извори на среќа или чоколадото. Но како и да е, Види, секој од нас различно реагира. Среќа е сосема нешто друго. Да. Тоа е само моментална гратификација и задоволство и прикривање под тепих на работите кои што Така е. не се во ред. Значи прва работа, господјата спомна два моменти овде. Едната работа е најлесниот начин да луѓето ги прифатат своите влошени здравствени состојби и најлесниот начин да луѓето ги прифатат своите лоши навики како јадан благо е стрес. И тоа е еден од поголемите изговори кои што луѓето си го ставаат денеска на мени. И стресот, многу луѓе ќе забележите дека зборуваат јадам врз база на стрес. Имам проблеми со притисок врз база на стрес. Имам проблеми не знам со што врз база на стрес. Али ја гарантирам дека ако ти телото не го снабдуваш што спомнав со добро гориво во текот на денот, стресот е многу поголем. Што тоа значи? Ако мојот мозок е во состојба на готовс, кај што забележува дека во телото не функционираат баш процесите кои што треба и храната ја која што му ја давам е никаква, мојот мозок е многу поослетив на дразби. Што значи тоа? Кога е во таква готовс вашиот мозок, едно тропкање со пенкалце може да ви извади од такт. Шушкање, шепотење, крцкање на врата на прозор, најмала ситуација секојдневна може да ви извади од такт. Од причина што трпеливоста е многу намалена, бидејќи мозокот е многу по-осетлив на секакви дразби, со цел да бара дали може би било каква таа дразба е некаква најава за гориво и за храна. И тоа е едната работа поради која што луѓето треба да ја расчистат и да ги свртат малку работите. Стресот не е виновен за тоа што ние имаме потреба за брз шекер, junk food, благо, туку недоволниот начин и недобриот начин на исхрана е иницијатор на стресот. Од друга страна, ако одиме емотивно, повторно знаеш, ја не можам да кажам па добро, ајде, ќе биде. Знаеш, ако некој има ситуација во животот да му кажеш ќе биде, во ред нема да му помогнеш многу, али во секој случај тоа е веќе ствар на карактер на човек. Затоа што кога емотивно луѓето не се добри, најчестиот и најлесниот начин е да посегнат во нешто што е моментално утеха, али знаеш што е проблемот? Што после таа утеха која што е 5 до 10 минути, следува на 5 часа газење на самиот себе и обвинување, затоа што знаеш, луѓе кои ќе го направат тој чекор, потоа следува ти не си за ништо, ти си ваков, ти си таков. Само обвинување, така да тие 5-10 минути се многу поскапи. Чинат многу повеќе. Така е. Имаме повторно гледач на линија кој што чека со цел да постави прашање, па добар ден. Добар ден, Јана, на вас и на гостинот. Поздрав до вас. Интересира едно прашање. Значи, преку денот сепак можам без благо. Можам да издржам. Али негде кај 23 часот, мислам 24, организмот ми бара благо. Значи, 2 колачина, 2 да изедам и продолжувам. Исто и продолжувам да спијам, сакам да кажам. Кога спијам, значи се будам, моментално се будам, организмот ми бара благо. Значи, благото стои до мене. Значи, внесувам благо, едно колаче. Значи, многу мало. И ја продолжувам моментално да спијам. Би сакала да ми каже гостинот што е проблемот. Во врска со здравието нешто. Добро. Каде би можел да се лоцира проблемот за оваа потреба на благо? Ви благодариме за поставеното прашање. До некаде одговоривме на ова прашање зошто во вториот дел од денот или текот на ноќта се јавува таа потреба. Зошто у 23 часот се јаде благо? Проблемот е што се прави пред 23 часот. Затоа што, мислам, многу едноставно, кој што пред малку зборувавме, дека ако вие во почетокот на денот, еве мојот почеток на ден пред 7 години беше се будев у 8,
и пиев, тоест јадев кога сум гладен и пиев вода кога сум жеден. Тоа се многу страшни стратегии на живење и секојдневие, затоа што практично ако за да знаете дали имате добар начин на исхрана, треба само да ги слушате тие два сигнали. Не сме во текот на денот, ни еден период од денот да се јави глад и жед, затоа што гладта и жедта се само аларми дека се доцни. Сега, зошто се јавуваат е поради тоа што предпоставка ми е и речи си сигурен сум дека господјата почетокот на денот е со кафе или со вода или со ништо, али генерално нема никаков дотур на гориво и на храна. Предпоставувам дека се работи за секојдневие со 1 до 2 оброци, кои што се премалку за да ти го задоволиш телото и нормално е да во пополадневните часови се јави потреба за благо. Мислам, тука нема обично, знаеш, сите очекуваме и сакаме рецепт. Ми се јаде благо у 23-24, кажи што да направам, ама да биде нешто што полесно за минута, и ако треба и да се напијам некој јапче, за тоа да не ми се појаве, ели тоа е Процесот е многу поинаков. Мислам, процесот е многу поинаков, али е многу едноставен. Мислам, знаеш, луѓето сами ги комплицираме работите. Особено кога ќе ни стане сето тоа навика и начин на живот, тогаш е сосема едноставно, да. Знаев дека, тоест предпоставав дека ќе има интерес за оваа тема и еве тоа се докажува затоа што повторно имаме некој кој што ќе сака да постави прашање за истата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Вие сте ова една баба која многу со своето внуче не може да го одвикне никако од благо. Значи има 8 години. Доаѓа од школа и одма бабо благо. Значи се сме пробале. И да не и даваме, и со плачење, и со све, не знам, а многу е така бесно да кажам, еден збор. Значи не седи во ни една секунда, мирна, како да одлучиме од тоа благо. Ово ше јаде ово ше секој ден, али не може, дали тоа ќе биде чоколада, дали ќе биде ерокрем, дали ќе биде некој колаче благо, значи мора да касне благо. Секој ден проблеми имаме. Добро, да не кажем на кој начин да ја одвикнеме малечката да не еде толку благо, затоа што сум јас така малце, имам 70 години, ама сум пополна, и сега не сакам и внуката да ми биде така. Ете тоа е. Фала многу. Добро, ви благодариме многу за поставеното прашање. Јас би рекла неколку прашања веќе тука се отворија, но додиме поред. Преци вкусот кој што го имаат тие благи работи и нивната достапност е нешто што не привлекува. Нормално, кај децата може би уште поголема мера. Го спомнавме тоа колку е важен начинот на кој што функционираат родителите и како би изгледале навиките што тие ќе им ги пренесат на своите деца. Да. Еве, ајде еден совет како да се постапи кога децата сакаат благо. Значи, ако прво за да ти се навикнеш на нешто, постоел почеток. И не е работата како јас да се одвикнам, туку како сум се навикнал, дај прво да видиме, па тоа да го решиме. И пак ќе речам и по разговоров и по фактите кои што ни ги сподели господјата, знаеш, децата секогаш го гледаат примерот. И на детето не му е важно, детето не знае дека ако јаде благо, дека ќе можеби и он на 70 години ќе има вишок на килажа. Али ако знае, можеби ќе почне да размислува да превземе нешто. Иако на крај на денот на 8 години не знам колку е таа свесност голема. Од друга страна, повторно, потребата за благо е погрешна стратегија да ти се одвикнеш со тоа што ќе тргнеш од дома благо. Затоа што тоа ќе функционира 3 дена. Ама 4-тиот ден веќе не можеш да издржиш, никој не е будала дека во продавница не може да го купи и ќе оди да го купи. Победата е у оној момент кога ти ќе имаш и благо и свашта по куќата, али нема да посегнеш по тоа. Тогаш е победата, а не е победата, не готово денеска се фрлам ја благо и нема веќе и ќе стискам заби 3 дена, ама не на сила работите не функционираат и тоа е никогаш нема да го победиш телото и неговите потреби и кризи, затоа што телото секогаш, затоа зборуваме дека ако ти не го задоволуваш, ако ти го тргнеш цело благо и продолжи со истата стратегија на неправилно хранење, не пиење вода, немање физичка активност, ништо нема да се смени, пак ќе се јави потребата. Мислам,
таа е присутна, ама нема да издржиш повеќе од 3 дена, недела дена. Затоа што никој не луѓето секогаш се викаат па ова не можам, не сакам да биде волку тешко, зашто да се мачам на крај на денот. И јас сум душа, еднаш се живее и дај да јадам. Така да како и за возрастните, така и за децата не се работи тука дека за децата има една стратегија, за возрастните друга стратегија. Не, напротив, ако сега детето се научи, тоа ќе биде фантастично, али за да се научи прво треба да му ги тргнеме во потребиве, а како да му ги тргнеме потребите е едноставно преку повторно добри навики. Затоа што ако се сеќава господјата, низиниот внук кога се родил цицал на 3 часа и тогаш немал потреби за благо. Тоа не е вродено. Вродено е само да имам добра исхрана. Да. А не е вродено да имам потреба за благо. Да, колку навици Така да ќе па нека имаме, се врати на зависи тоа од кој нас. што се родил. Нека јаде на 3 часа и ќе видиме дали ќе му се појавуваат тие кризи за благо. Да, сакам токму за тоа малку повеќе да позборуваме кои ќе бидат советите за еден добро поминат ден што се однесува до исхраната, па ете ја споменати самиот физичката активност. Постои ли ете некоја формула можеби пред се за добар почеток на денот и како да помине тој прв дел од денот кој што ти го спомена неколку пати, се со цел и вториот да помине онака како што треба, а не да имаме кризи кога е во прашање храната. Конкретна формула што важи за сите нема, затоа што сепак прво е прашање дали си машко или девојче, второ е прашање каков ти е денот, некој има зафатени денови кои што автоматски значат поголем трошок на калории, твојата моментална конструкција, значи се тоа има врска и секој од нас има различни калориски потреби на дневно ниво, различни нутритивни потреби на дневно ниво, различна цел и така натаму, значи не сите сакаме да не знам, да слабееме, не сите сакаме да се поправаме, не сите ни треба да решаваме одредена велнес или здравствена ситуација, така да нема нешто што е конкретно како рецепт, еве јади 10 бадеми, топла вода со ѓумбир и цимет и готово и ќе бидеш најздрав. Луѓето обожаваат да читаат наслови и кога ќе прочитаат многу е здраво да се почне денот со топла вода, ѓумбир и цимет, сите почнуваат да пијат топла вода со ѓумбир и цимет. Многу е здраво да пиеш вода со краставица, сите почнуваат да пијат вода со краставица. Ова било лекот за имунитетот и сите почнуваат со лекот за имунитетот, а никој не се прашува што е основата, затоа што сите овие работи кои што како наслов ние ги читаме се само додаток на исхраната. И самиот збор додаток значи дека ти треба да го додадеш, ама за да го додадеш прво треба да имаш добра основа. А таа основа подразбира повторно тоа што природата не создала и не го измислил ниту Јосиф, ниту никој човек, туку нас природата не создала да ние кој ќе се родиме цицаме на 3 часа. И мојата стратегија која што сум ја прифатил ми изгледала логично и ми дала резултат е тоа да кога ќе станам у првиот пола саат до саат да појадувам оброк кој што е комплетен, зборувам нутритивно, значи да имаш и протеини, јаглехидрати, масти, витамини, минерали, значи постојат многу начини како тоа да се направи. Нормално дека можеби на луѓето им треба некакви насоки, ама не верувам дека имаме време за сега точно тоа да го разјасниме и подоцна утекот на денот на 3 до 4 часа, можеби меѓуоброци, главен оброк, ручек, секако, значи не треба ништо да се исфрла и да се плашам дека ќе ми придонесе храната одреден проблем, затоа што храната не е непријател и никој оброк во денот не е непријател. А најчесто луѓето кога се оптеретени со прашањето за исхрана и за еве конкретно слабење, стратегијата е дај да јадам помалку за да не се здебелам, а тоа е погрешно. Да, тоа е многу погрешна стратегија и напротив носи само полош и полош резултат. Така да конкретно формула нема, али има шаблон. А тоа е појадувам и јадам на 3-4 часа. Тоа е мојот шаблон. Можеби некој на крај на денот секој треба да го прави тоа што му носи добар изглед, добро здравје и доволно енергија во текот на денот. Дали е тоа се поклопува со ова што јас го зборувам, небитно. Ако му дава резултат, нека продолжи да го прави. Али ова е моја стратегија. Да биде здрав, да се чувствува добро и да има енергија секој од нас. Да, нормално дека го посакуваме тоа. Можеби ни изгледа дека е многу тешко, но знае да биде многу лесно. Како ти се надевам дека ги мотивираш оние кои што не слушаат. Не е лесно, е многу едноставно. Едноставно, а лесно не е. Нема ништо лесно, нема победа и добар резултат лесно. Иако сите го бараме тоа. Со апче да решам се,
со препишување да поминам факултет. Ама Сите така не бараме- може. Да, не може. Да. Мора малку да се потрудим. Кога сме веќе кај покачените килограми или дебелината, и тоа е нешто што ти го спомена, кога ќе дојде моментот, нели, се отвара тоа прашање како јас да ги намалам килограмите, една од првите работи е, нели, елиминирај го благото. Такви совети добиваат луѓето, но и самите веќе тоа како да го знаеме, не треба јас да јадам благо. Каква е таа поврзаност помеѓу благите работи, односно шеќерот и дебелина? Да, значи, ја би рекол не го елиминирај благото, елиминирај потребата за благото. Затоа што добар изглед, добро здравје не значи откажување од се на светов. И дека сега ја денеска само ќе треба да јадам јатки, семиња, житарици, да пијам вода, граф леќа, боранија, грашок, да не пржам, да нема тесто, да нема ништо. Значи, не подразбира тоа. Туку, за да ти го задоволуваш телото доволно, прво треба, ако ти ги имаш доволните оброци, кои што еве пред малку ги спомнавме, па и 2 пати неделно да воведуваш можеби оброк као пица, благо, нешто што ти е тебе пороки кои што го обожаваш, нема да направи голем проблем. Зошто? Затоа што тие 1000 калории плюс во текот на неделата никогаш не прават проблем. Проблем прават 500 калории плюс секојдневно, у континуитет. Тие прават проблем, затоа што тие 500 калории ти носат стихино поправање. Што значи тоа? Ако јас имам погрешни навики на секојдневна основа, ја нема да се поправам 3 кила за 2 дена. Ја ќе се поправам 20 грама. 15 грама на дневно ниво, можеби ќе складирам нови масти. После одреден Тоа е период. толку доволно бавно, затоа што јас си се гледам секој ден у огледало, тие Не го промени забележувам. речиси да не ги забележувам, па ќе помине една година, ќе почнам да забележувам дека веќе фармеркиве отишле у нов конфекцијски број. И тогаш луѓето им почнува да им свири аларм и ги почнуваат тие стратегии за ајде, да се оке, сега преземе изфрлам се, не јадам, па оке ги намалувам 6 кила, па добро, ај сега да се вратам, да И да повторно на не се старите мачам, навики, па најчесто. враќа 10, па повторно аларм, па пак си миња 10 со погрешната стратегија на изфрлање на се и гладување и на 300 диети и глупости. И нема Па добро е, континуиран пак резултат. намалувам 10, па ми ослабнала крвта, па морам сега да јадам, па враќам 15 и тоа е еден круг кој што многу од луѓето се вртат и затоа благото како благо не е кривец за твоите килограми, туку кривец за твоите килограми е генерално неправилен начин на исхрана. Значи, кај некој е тестото, кај некој е грицките, кај некој е сокот, кај некој е енергетски пиелог. И тоа незадоволување на потребите на телото и внесување на брзи извори на енергија по пладне е супер стратегија од причина што од една страна се повеќе калории од што ти требаат, од друга страна телото во текот на денот се става повторно во готов на штедење. Што значи тоа? Метаболизмот кога забележува дека ти не го задоволуваш телото со добро гориво и добра храна, он си вика, оке, чекај сега, дај ја барем да се од ова што ми дава Јосиф, да јас да тргнам на страна у резерви, пошто работиве баш не ми се најдобри во исхранава. И вие кој ќе внесете благо или било што, он ќе си земе, ќе си го тргне во масти, ќе го задоволите и тие резерви на масти телото ги чува како одбрамен механизам од вашиот неправилен начин на живот, а не како резултат на тоа што јадете многу благо. Повторно е, не треба да се јави потребата. Ти ако имаш добар начин на исхрана, нема да ти се јави потреба. Значи ја порано ми било најголемиот порок кој што ти кажав грицки, но еве денеска стави ми ги пред нос, ако немам потреба, немам потреба. И тоа е тоа. Не дека не ги јадам, значи ги јадам, али ја одлучувам кога ќе ги јадам. Не сакам моево тело затоа што сум се стресол за шекер, Да одлучува кога да ги јадам тие, или затоа што одам на слава и едва сум чекал да излезе тортава на крај, тогаш да јадам. Не, јас сакам да одлучам кога ќе го јадам благото, а не ситуацијата. Една сосема спротивна ситуација во која што човек може да се најде. Имаме уште само неколку минути до крај на разговорот, но имаме и гледач на линија. Да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Денес зборувате за благото. Така е. Но јас имам проблем со соленово. Како тоа да го одвикнам? Особено околу 7-8 часов. Нешто мора да касам солено, сирење, јајце со сол, патлизан со сол. Нешто морам, едноставно морам. Нервоза ме фаќа и
и не можам да го избегнам. Ја Човек добивате не е таа таков. потреба. Добро, ви благодариме што не следите. Еве накратко и покрај тоа што излегува нашата тема, кратко совет Па за не излегува нашата- соленото е до исто. некаде и да. Види, да. значи дали е благо, дали е солено, дали е течно како сок, дали е енергетски пијалок, дали е кафе со шекер, дали е тесто, бурек, пецива и така натаму, тоа е се еден извор на брза енергија, у превод јаглехидрат или шекер кој што многу брзо ќе доведе до гликоза и ќе го задоволи телото. Така да само е прашање на избор ја како ќе го внесам тој шекер, во која верзија. Значи исто ја не сум бил сум немал кризи за благо. Значи јас сум имал кризи за брза енергија и сум ги задоволувал со солено. Што значело чипсови, смоки, некогаш значело банички, пецива, буреци и така натаму. Значи, не се работи, ја имам проблем со благо, добро е, ова е решението, ама за солено е другото решението. Не, у превод е истата потреба и решението е исто за сите. Тоа е Значи сите многу совети кои што едноставно. досега ги слушна гледачката и одговори всушност Да, важат и за И се исто. Само оваа е, нејзина само е потреба. прашање на вкус. Како ја ќе го внесам мојот шекер? Дали у солена варијанта, дали у течна варијанта, дали у блага варијанта. И толку. Јас знам дека често го добиваш тоа прашање, е добро, сакам да ги променам навиките, но во тој период додека јас тоа да го постигнам, постои ли одредена замена за благо. Еве, се јави една од гледачките која што каже имам колача до мене, тогаш кога ќе добијам потреба, тоа е она што сакам да го конзумирам. Вистина е тоа дека, еве да кажеме, овошјето е добра замена за благи работи. Постои ли некоја друга храна која што можеме да ја конзумираме, а да ги немаме тие негативни последици? На блага пиперка. Значи, замена за благо постои, али повторно прашање е колку некој човек ќе издржи ако му се јаде благо, да го замени тоа Колку тоа убаво ќе ги благо задоволи чоколадно потребите. или некоја пита вишна со стевија или со ксилотол, некој шекерен алкохол, затоа што кога ни се јаде благо, ни се јаде благо. Мислам, не ми се јаде банана, не ми се јаде блага пиперка, ми се јаде благо, се знае што е благо. Така да замена постои, али ја повеќе замената би им ја предложил на луѓе кои што веќе си го средиле својот живот, си го средиле својот начин на исхрана и се хранат веќе здраво, па избираат помеѓу различни замени на засладувачи кои што се здрави и правилни, и тука може да дојде стевија и да правам, не знам, некакви вегански блага со стевија, да не биде тоа шекер, да правам можеби некои протеински барови или колачи кои што ќе бидат со замена стевија или ксилотол и така натаму. Така да ако ти и понатаму ги држиш твоите погрешни навики, и ако само ќе реагираш на твојата потреба за благо со замена за благо и ќе се лажеш дека окей, сега добро, еве стевија, нема да ми биде проблем, повторно ќе трае многу кратко. Предпоставувам. Не предпоставувам, сигурен сум, затоа што сум се среќавал со Такви овакви примери. случаеви. Така да тоа се површни прашања кои што ја избегнуваат суштината, а тоа е дека треба да ги смениш навиките, а не да го исфрлуваш благото. Тоа само ќе се исфрли по себе. Да, физичка активност, постојат луѓе кои што редовно ја имаат, еве тука е и таа категорија на професионални можеби спортисти кои што е уште поголем интензитетот, па колку кај нив може да биде во поголема мера оправдана потребата да се внесе конкретно нешто благо и колку кај нив има разлика нели во споредба со оние кои што не ја применуваат физичка Па види, значи генерално предпоставувам дека луѓе кои што се физички активни, па дали и рекреативци, али и луѓе кои што попрофесионално се занимаваат со тоа, им е навистина составен дел од животот и можеби живеат од тоа, предпоставувам дека веќе прашањето со исхраната им е исто средено, али ако одиме со оваа група на рекреативци кои што нели оди за да не седи дома, оди да вежба за здравје, оди да вежба за да ослабне и така натаму, кај нив најчесто е исхраната несредена и решението го бараат во вежбањето и тоа им е како утеха на еден начин да после може би изедат нешто. Али генерално ако еве физичка активност како физичка активност не само што помага да ти потрошиш некои калории, туку прашате било кој што има физичка активност, најверојатно дека после вежбање на луѓето не им се јаде. Затоа што вежбањето е на еден начин природен регулатор на шекер во крвта. Бидејќи тие потреби за благо се во принцип
падови на шекер во крв, хиперихипогликемии. И тоа го регулира. И ако бараме можеби дополнителна формула или продукт или нутриент, еве да речеме, кој што ќе ги занемари тие потреби, физичката активност ја би ја вброил во тие решенија, затоа што за време на вежбање и саат време после вежбање нема шанси да ти се појави потреба за благо, бидејќи нивото на шекерот во крв е во добри граници, и протеин. Затоа што протеинот е и природен регулатор на шекер во крв, основен градежен материјал за моето тело, ја дава ситоста во телото, и ако ние сме задоволени доволно во денот со протеин, потребата за благо најверојатно нема да биде присутна. Јосиф, ти денеска за прв пат всушност ни беше гостин во Македонија денес и TV24, за што ми е навистина многу драго. Се надевам дека избравме тема која што им значеше на нашите гледачи и дека успеавме во рамки на нашиве минути да споделиме со нив убави совети. Ти благодарам за убавата енергија и не се сомневам дека ќе имаме уште многу прилики да отвараме вакви теми поврзани со здравиот начин на исхрана и здравиот начин на живот. Се разбира, тоа е голема тема. И убаво да се зборува, али на крај на денот повторно. Решението не е во Јосиф и не е во продуктот, туку е во себе. Да. Ти благодарам многу уште еднаш за гостувањето. Фала ви на вас. Ето тука го заокружувам и овој разговор кој што беше посветен пак ќе кажеме на здравиот начин на исхрана, на дел од нашите навики кои што подразбираат кризи или потреба за благо. Добивте, се надевам, голем број на совети и искрено се надевам дека ќе успеете барем дел од нив да ги примените.